Вечерашното ТВ интервју, почитувани гледачи, ќе биде сосем различно од сите досегашни. Причината е многу едноставна. Затоа што вечерашниот мој и ваш гостин е несекојдневна личност, или попрецизно, верувам дека оној што зборува многу, а кажува малку, не го привлекува вашиот интерес. Затоа го поканив мојот пријател кој со малку зборува и кажува многу. Добро вечер за Валентино Лауцовски. Добро вечер, Милане. Добро вечер на сите гледачи. Така, во најавава не кажав попрецизно кој е и што е Валентино Лауцовски. Валентино Лауцовски е слободен дух кој што се труди да се осознае себе си. Така. Во овој живот ја имам формата на човек, живеам на земјата, во Македонија, зборувам македонски јазик, пишувам книги и се обраќам на мојата читателска публика. Така. Предизвик да те поканам во студио беа двете книги што на сајмот на книгата што неодамна се одржа во Скопје предизвика доста внимание и интерес. Првата е и имаат многу провокативни наслови. Првата е Дамата, домаќинката и неколку точки, а втората е За лажгото, лузерот и пак неколку точки. Од овие 6 термини 2 се непристојни, па затоа ги одмолчев. Провокација за поголеми тиражи, повеќе читатели или? Секој автор сака да биде читан. Јас сум исто така автор што сака да биде читан, меѓутоа не по секоја цена. Јас си одбирам публиката на начин што пишувам сочно, така, отворено и директно и очекувам исто така да бидам разбран. Прва книга почнува со потребата луѓето да создаваат норми и критериуми за се, а приоритет според она што го прочитав се карактеристиките што треба да ги има секоја жена. Точно. Според тебе, кои се трите најважни категории на женскиот пол? Категории постојат повеќе, меѓутоа жените како жени, како моќни суштества, како многу убави суштества, треба да играат неколку различни улоги во однос на мажите за да можат да ја воспостават својата власт од Бога дадена ним. Тие се трите основни улоги на домаќинка, дама и курва во креветот. Так. Тој е непристојниот збор што е во првата книга. Зошто жените треба да ја научат моќта и мудроста за успешна трансформација од една во друга, па и трета карактеристика? Затоа што само тие можат да го спасат светот. Односно тие можат да го спасат нараштајот, младите луѓе, да ги спасат од потонувањето во безличноста. А зошто таа книга за жените ја карактеризираш како прирачник, а истовремено во неа сам признаваш дека се што ќе прочитаат веќе ми е познато? Прирачникот точно за тоа служи, луѓето да се подсетуваат на работи. Луѓето ги знаат работите, меѓутоа не им ги знаат имињата. Значи луѓето секогаш се знаат. Кога некому ќе му кажете нешто, ова е ова и ова, ти велат, аха, јас знаев. Знам. И вие знаете, и сите ние знаеме. Меѓутоа ни треба име. Затоа наоѓањето на името на нештото нам ни помага да ја расшириме свеста. И тоа е мојата единствена цел, да ја расширам мојата свест и да помогнам макар на еден човек, макар на неколку луѓе да го направат истото. Добро. Ајде да навлеземе подлабоко во темите на овој разговор, па затоа првото темелно прашање. Што е според Валентино Лауцовски смислата на животот? Смислата на животот е себеспознавањето. Значи, човекот треба да се спознае себе си. Да се спознае себе си заедно со својата моќ, со својата богочовечност. Затоа е тука на земјата да креира, да влегува во игри, да влегува во комуникации со други луѓе, да ги возлюби сите луѓе и сите појави на овој свет. И така да се возлюби себе си и Бога, Створителот и целиот универзум. Нема друга смисла на животот. Според тебе, дали животот е игра? Да, животот е концепиран како игра, затоа што само преку игра може да учи човекот во овој универзум, затоа што само преку комуникација може да ги возлюби другите луѓе и предметите и појавите во овој универзум. Ако е животот игра, таму има играчи. Точно. Ајде да почнеме со тоа кои се најдобрите играчи во таа игра наречена живот. Најдобрите играчи во играта наречена живот се добронамерните луѓе. Кога има добронамерни луѓе, тие луѓе сакаат сите заедно со нив да растат. Тие да растат и другите околу нив. Затоа влегуваат во убави игри, во интеракции кои што им носат на сите луѓе бенефит.
А кои се врвните играчи, со какви потенцијали располагаат тие? Врвните играчи се оние кои што располагаат со потенцијал да помогнат на другите и да им се најдат секогаш кога што им се потребни. Врвните играчи ги одобруваат другите луѓе, точно такви какви што се, и не бараат од нив да бидат променети. Тие се тука да ја вршат својата работа, да ја гледаат својата работа и по потреба да помогнат на некого. Ако животот е игра, а љубовта составен дел од животот, дали и таа е игра? Секако, тоа е една од љубовните игри, тоа е една од животните игри. Меѓутоа, љубовта како љубов не е игра. Љубовта е она кон која што сите ние тежиме, свеста, расширувањето на свеста, всушност е спознание на љубовта. А обично луѓето кога зборуваат за игри, зборуваат за афинитети. Афинитетот и љубовта се различна работа. Ако љубовната игра е тоа што е, тогаш кои се главните, а кои се споредните цели на таа игра? Играта на афинитетот, значи меѓу двајца партнери, меѓу маж и жена, тоа е интимна игра на афинитет. Значи врвна привлечност во која што две суштества треба да се спојат во едно и да настане и друго суштество. Значи најглавната цел на човештвото е да се развива. Породот, квалитетниот убав пород одгледан со љубов е најврвната цел на она што го викате вие љубовната игра, јас би го нарекол игра на афинитетот. Дали во таа игра се добива најквалитетниот производ? Доколку е квалитетна играта, доколку намерите се добри, доколку играчите се добри, нема да изостане добриот пород. Така. Што е убава, што е грда игра? Грда игра е тогаш кога што сакате вие да победите, друг да изгуби. Ништо друго не е грда игра. Секоја игра во која што има победник и тој што изгубил, има добар, точно, има добар тој што победил и лош тој што изгубил. Тука се создаваат негативни енергии, трауми и така натаму. Тоа не е убава игра. Убавата игра е јас идам тука во студиото, поканет како гостин, разговараме, правиме убава игра, луѓето гледаат, сите имаме корист од ова што го зборувам, барем се надевам. Добро. Сега да видиме за слободата. Која е според тебе дефиницијата на единствената слобода? Единствената слобода е да ја бира човекот играта по своја волја да влегува во игра, да не биде принуден од никого, точно, да може да влезе во игра непринуден. Всушност човекот не е принуден од никого, тој се принудува себе си. Така е дојдено и до зборот компромис. Компромисот всушност е влегување во игра под принуда, под самопринуда. Дали Македонија влезе под принуда во играва со Грција? Што мислиш? Секој компромис, секоја понуда за компромис е принуда. Според мене, секој кога мириса на компромис, мириса на лоша игра. Како се излегува од компромисот? Со сваќање на својата богочност. Значи, човекот кој што се чувствува како креатор, знае дека има право да креира по своја волја и по своје наоѓање. Тој нема потреба воопшто, никаква потреба нема да слушне некого каква улога тој некој за него наменил. Во конкретниот случај со Македонија, Грција измислила дека Македонија треба да има име кое што е XYZ, така? Да. Тоа е валкана игра. Исто како и кога било кому ќе му речете дека тој треба да биде ваков, ваков и ваков, а ни на крај памет не му паѓа тоа. Ова ми дава шлагвор да го поставам следно прашање за слободата. Според тебе, која е дефиницијата на единствената слобода? Единствената слобода е само таа, спознавањето на себе и на својата моќ. Тогаш кога човекот ќе спознае својата моќ, ќе знае дека ништо не му стои на патот, дека може се да искреира, дека е тој креатор на се она што го живее и дека тој по своја волја и по своје наоѓање може да смени. Робството излегува од идејата дека сме ние ефекти на животот, а не негови причинители. Сега ми влезе во наредното прашање кое гласи: што е за Валентино Лауцовски робството и што треба да се знае за него? За робството треба да се знае само едно. Кој има интерес да бидеме робови, зошто има интерес да бидеме робови и како нас не става во робство, односно не принудува самите да се ставиме во робство. Кога тие прашања ќе си ги постави секој човек што чувствува дека е заробен, тој ќе се ослободи. Дали оваа дефиниција може да ја ставиме во било која ситуација од животот? Апсолутно, бидејќи животот е игра, бидејќи животот е склоп на игри, поединечни и групни, секогаш може да се стави
оваа дефиниција во секоја ситуација, затоа што во валканите игри, кои што превладуваат во светот, еден човек принудува друг, една група принудува друга група и така натаму и така натаму. Всушност се работи за едно нешто, манипулација со афинитетот. Кога некој ќе успее да ви го наметне неговиот афинитет, тогаш тој ве заробил. Кога ќе ви го избрише вашиот афинитет, вие сте тотално дезориентирани, не знаете која е вашата цел, не можете да го препознаете својот интерес и сте на место поставени за одстрел по потреба. Кога ова го зборуваме, ајде да дефинираме кои се расипувачите на забави. Расипувачите на забави се оние луѓе кои што наметнуваат валкани игри. Децата најмалку, кога се мали децата, влегуваат само во позитивни игри. Меѓутоа животот пред се родителите, бидејќи и тие така биле третирани порано, им укажуваат, им покажуваат, им докажуваат цело време дека животот е една голема валкана игра, едно трпење, едно полтронство, едно улизување на кон повисоки. И потоа стануваат такви, да? Апсолутно. Најголем дел, секако. Значи, најголемиот проблем на општеството е што единките не се воспитувани во слободарски дух да формираат општество на слободарски личности, на слободни личности. Да, личности словни кон слобода и по своја волја и наоѓање да креираат убави игри. Денешните општества во светот се базирани на наметнување. И каде оди светот, каде ќе стигне според таа логика? Искрено речено, тоа е најзагрижувачкото прашање. Најзагрижувачкото прашање затоа што моќта на луѓето се смалува, свеста за нивната моќ се смалува, секако има единки кои што ја развиваат таа моќ преку разни тренинзи, преку разни техники, меѓутоа глобално луѓето се врзани за Facebook, врзани се за мобилни телефони, врзани се за она што им го кажуваат господарите од екранот. Кој е најсигурниот рецепт да се биде несреќен? Најсигурниот рецепт да се биде несреќен е да паднете во стапица на валканата игра. Не е никаков проблем играњето игри. Играњето и на игри е прекрасна работа се додека е свесно, додека е доброволно и додека е слободно. Слободно, да, и додека ние наоѓаме интерес во таа игра. Значи, тоа е многу убава работа. Интересот го следиме, ја следиме играта и на крајот на играта ние излегуваме побогати и со поширока свест од колку што сме влегле. Што се илузии и дали луѓето поголем дел од животот поминуваат во нив? Јас познавам многу луѓе кои што не само илузии, не само да живеат во илузии, туку живеат во халуцинации. Тоа е највисоката форма на безсвестие. Точно. Значи, јас сум разговарал со луѓе, например, вака зборуваме како со вас, човекот е буден, не се наоѓа во транс, не се наоѓа во никаква состојба, да речам, под влијание на хемиски супстанции, а тој халуцинира, ви раскажува нешто кое што знаете дека не е така, а тој е убеден дека е тоа така. Значи, кога разговарате со луѓе, кога комуницирате, треба многу да внимавате до кој степен тој човек е буден, до кој степен тој човек... Односно е свесен, а? Точно. Што представува состојбата можеби, во знак на наводници, и кои ефекти ги предизвикува таа? Се ќе ви кажам нешто многу кратко. Овој универзум, првиот закон на овој универзум, според старите грци, според старата древна грчка филозофија, Аристотел, Платон и така натаму, вели дека едно нешто во едно време и на едно место може да биде или да не биде. Состојбата можеби е директно кршење на тој закон и внесува тотална конфузија во душата на секој човек. Значи, човекот сака да знае е или не е. Дилема нема, а? Нема дилема, затоа што секогаш кога е на колебање, човекот страда. И од тоа колебање се создава уште поголема конфузија, уште поголема и расте како грозд таа конфузија. И на крајот ќе го најдете како халуцинира секако. Дали угнетувачите се ретка или честа зверка? Угнетувачите се... Всушност, да ви кажам искрено, сметам дека сите ние до одреден степен сме угнетувачи. Помалку или повеќе. Ако не сме били угнетувачи, немало да бидеме во животот, да го тренираме разбирањето и свеста. Така, значи јас се наоѓам тука затоа што Бог проценил дека немам доволно свест и ме оставил тука да тренирам со вас. Меѓутоа, исто така има луѓе со пониска свест и со најниска свест. Тие луѓе што имаат најниска свест се угнетувачи. Ги има насекаде околу нас, да. Како можат да бидат угнетувачи, а се со најниско ниво на свеста? Точно, сите угнетувачи, сите психопати се луѓе со ниска свест.
Тие се луѓе страдалници, тие се големи страдалници, ние ги гледаме како некакви наши джелати, како некои што не казнуваат, некои накази, како да речам, а всушност се тие најголемите страдалници. Сум имал такви во животот, сум се соочувал со таквите и знам дека тие имаат навистина големи проблеми. А манипулаторите? Тоа е пониска варијанта на психопатија. Значи, видете, секогаш кога сакате да наметните валка на игра, секогаш кога што гледате да имате ваш интерес остварен, а не да гледате за интересот на обете страни, секогаш има тука нечистотија. Ме разбирате? Манипулаторот всушност сака да извлече корист за себе на сметка на друг. Тоа е психопатија, форма на психопатија. Ова сега што го рече да го кренеме на малку повисоко ниво, на ниво на општеството, на државата. Дали оние што се ме ги избрале стануваат манипулатори, па со народов си играат како што сака? Не, значи не станува збор за таква работа. Станува збор за нашето гледање на себе. Значи ние секогаш треба да тргаме од себе си и од нашиот став кон другите луѓе. Ако тргнеме ние да обвинуваме некој што е горе, дека е тој виновен за нашите несреќи, или некој што е настрана од нас, тогаш ние ја признаваме нашата немоќ да ја смениме нашата судбина, нашиот живот и всушност газиме на нашата божественост. Ајде да се вратиме сега на слободата. Кој е патот за да се стигне до неа? Патот да се стигне до слободата се вика градење на компетентност и подигање на свеста. Тие два параметри човекот треба да ги запази за да се ослободи од стегите на животот, од прангите на животот. Таму каде што нема компетентност има страв. Таму каде што нема свест има страв. Таму каде што има страв има омраза, нема љубов, нема свест, нема Бог, нема ништо. И што во таа ситуација? Во таа ситуација ќе почне човек од изградување на својата компетентност, од учење, затоа што само тоа го чека. Никој не се нашол во тешка позиција ако имал знаења. Секоја тешка позиција всушност е равенка што треба да ја решиме на база на познати параметри и непознати параметри. Значи непознатите параметри треба да ги пронајдеме на база на она што го знаеме. И колку што повеќе знаеме, толку потешки се задачите затоа што пронаоѓаме повисоки параметри. Тоа е целата животна игра, тоа е целата шема на животот. Се откажеме ли од решавањето на задачи, се откажеме ли од тежнењето да растеме, ние почнуваме да пропаѓаме, затоа што животот е спирала. Значи не се скали, не се работи за скали, на скалите можеш да застанеш и да одмориш. Застана ли на спиралата, удолницата те влече надолу. А зошто сакаш да кажеш дека ако некого сакаш или нешто сакаш е егоистично чувство? Да, пред малку бев во една просторија таму и го сакав тоалет папирот. Ме разбирате? Тоалет хартијата? Да, тоалет хартијата ја сакав. И? Значи тоа е сакање, ми треба тоалет хартија, така? Го сакам доматот, треба да го изедам. Ме разбирате? Тука го гледаш егоизмот? Да, тука го гледам. Што значи егоизам? Егоизам значи посветеност на своите потреби. Тоа е негативно или позитивно чувство? Тоа е многу интересно прашање. До одреден степен е позитивно, меѓутоа над одреден степен завлегува психопатија. Психопатите се всушност ултраегоисти, несвесни за потребите на другите. Зошто го велам ова? Затоа што ако појдете на пазар да го сакате доматот, вие треба да размените со продавачот пари. Кога ќе ги размените парите, тоа е окей. Имате право да го сакате доматот и да го конзумирате. Меѓутоа ако тргнете да го крадете, да одите на штета на оној што го произвел, тогаш е психопатија. Секој криминал е форма на психопатија. Секој криминал е форма на неспособност за сочувство кон другиот и за неговите интереси. Гледање на нашите интереси сами како такви и гледање на другите како средства за остварување на нашите интереси. Сите гледачи верувам ја знаат онаа сцена кога мачката го лови глушецот. Таа пред да го земе за ручек или вечера си игра со него. Да. А ти таа игра ја употребуваш како илустрација на одредени состојби во твојата книга. Па што сакаш да илустрираш со примерот на мачката која си игра со глушецот пред да го изеде? Сите луѓе си играат, сите лоши играчи си играат со некого пред да го изедат. Ме разбирате? Значи, позицијата на мачката е позиција на сила. Глушецот е позиција на инфериорност. Значи, кога мачката се изживува со глушецот, всушност таа се изживува со некој што е послаб од неа. Тоа е една од компонентите на валканата игра. Тоа е една од компонентите на лажната моќ кон која што луѓето се стремат.
Значи, моќта треба да води кон расширување на свеста. Моќта е расширување на свеста, а не можност да некого го си играме со некого по наше наоѓање како што ќе најдиме. Ме разбирате, како мачката што си игра со глувчето. Тогаш имаш ли рецепт за поубав живот, односно дали до него се стасува со попат поплочан со рози или со трње? Видете, човекот треба прво да разбери дека не е на земјава за да се забавува, туку да се насладува на животот. Насладувањето на животот е само едно нешто, насладувањето на резултати од своите креации. Значи човекот кој што креира, а не од туѓи плодови, а? Па природно, туѓиот плод никогаш не донесол радост на човекот. Тоа е компулзија, знаете, наметнатост, една состојба во која што сметате дека нешто туѓо може да ви заврши работа. Во ситуација кога сте богочовек, кога сте способен се да створите за себе, кога луѓето се способни се да створат за себе, тие треба тоа да си го направат и да му се радуваат. Никој не видел радост од туѓа креација. А кои искушенија стојат на тој пат до поубав живот? Мрзата. Само мрзата. Само желбата за мека фотелја, само идејата утре и без само напрегание. И без само напрегание, да. Значи човек многу треба да внимава на мрзата. Јас долго време сум ги преучувал 7 смртни грева. Има на Википедија на англиски јазик кој знае многу исцрпно толкување на 7 смртни грева, кои што старите теолози уште ги оставиле пред илјадници години, а после се проширени. Тома Аквински и така натаму пишувале за 7 смртни грева. Многу треба да внимаваме на гревовите што се заведени од теолозите, затоа што сите тие гревови се смртни за нас. Кога ќе ги правиме, ние умираме. Тоа се мрза, алчност, ненаситност, лакомија. Ме свеќате? Почитувани гледачи, ова што го рече сега мојов и ваш гостин Лауцовски, пронајдете го на Википедија, 7 смртни грева, така? Да, 7 смртни грева. Прочитете ги. Одиме натаму. Што е самоопределеност во љубовната игра? Самоопределеност, самиот збор, значи определен од себе, од потребите свој, од својот афинитет. Многу важно е човек да го разбере зборот афинитет. Афинитетот кога е твој личен, тој кон тебе привлекува она што го сакаш. Ти го сакаш, а? Да, го сакаш ти. Значи го сакаш ти. Твојот афинитет го привлекува она што го сакаш ти. Ако случајно собереш наметнат афинитет, ќе привлекуваш нешто што е туѓо и никогаш нема да те задоволи. Значи многу важно е човек да го пипне длабоко во себе интересот, афинитетот. Зашто се интересира, како сака да си игра и до кој степен партнерот е заинтересиран за таква игра. Иако е 21 век време на целосно разголување на човековата личност и тело, во пубертетот и ден денес девојките сонуваат за принцот на бел конј, а момчињата за убавата и чедна принцеза. Кога и како завршува тој сон? Како за кого? Значи кој успее, кој не успее, не успее. Зависно од воспитувањето, зависно од околината во која што растеле децата, сите се повеќе или помалку убедени во својата моќ да го најдат принцот. Денешниот степен на разводи покажува дека очигледно нешто слабо води таа работа, меѓутоа сепак јас се радувам што млади луѓе ги читаат моите книги, па ми се обратиле писмено, ми напишале дека научиле нешто од нив. Моите книги јас ги посветувам на младите луѓе. Спасот на човештвото лежи во младите луѓе. Ако младите ги дигнеме нагоре, ако успееме да ги дигнеме нагоре, и ние ќе се спасиме. Па не напразно е речено дека на младите светот останува. Точно. И затоа секој општество треба да вложува во своите млади луѓе. А како се создава идентитетот? Идентитетот се создава од потребата нешто да имаме. Замислете, сакам да имам кола. Значи, сакам да бидам тој кој што има колата таа и таа. И од тука натаму тргнува игранка. Нели? Треба да влеземе во комуникација, интеракција, игри, да искреираме таа кола. Со банката за кредитот? Не, јас со банките не би влегол во интеракција. Со за бојата? Да, со банките не би влегол во интеракција. Јас поскоро би влегол во интеракција со себе и би се прашал како да искреирам пари со кои што би ги ја купил колата. Банката е една од оние параметри кои што мене најмалку ми се допаѓаат, затоа што секоја пара потрошена, а не заработена е многу сомнителна. Добро. Како можеме да дојдеме до слободата за да се трансформираме од еден идентитет во друг?
само преку градење на компетентноста и осознавањето на нашите моќи. Ако не знаеме дека сме моќни, ние сме заробени во идентитет за кој што мислиме дека седиме во него за да можеме да јадеме леп. Дали ме разбирате? Има луѓе кои што одат на работа само затоа што се смртно уплашени дека ќе останат гладни, дека нивните деца ќе одат по улици и така натаму и така натаму. Тоа е многу тешка и многу лоша состојба. Потоа децата ја копираат таа состојба од возрастните и тие стануваат како нив. Треба едно нешто да биде разбрано. Тоа што го гледаш, тоа е. Гледаш ли сиромаштија, сиромаштија стануваш. Гледаш богатство, богатство стануваш. Доколку си гледал сиромаштија во млади години, па си сиромашен, уште имаш време да се исправиш, насочувајќи го погледот на надвор кон слики што ти се допаѓаат, за тие слики да фатат корен во тебе, да ги исчистат старите слики на сиромаштија и старите обедувања. Бавен, тежок процес, не е толку лесен како што во книгата Тајната пишува, меѓутоа сосем возможен. На патот до целта секој човек, онаа цел што си ја представил пред себе, се соочува со многу сопки. Кој најмногу и најчесто му поставува сопки на човекот? Нашето лично незнаење, нашата некомпетентност. Себе, да, сами од себе. Нашата некомпетентност не сопнува и ни кажува ова треба да го одработиш. Толку е. Ти или ќе ја одработиш работата и ќе ја дигниш твојата компетентност и согласно на тоа свеста и ќе пораснеш, ќе ја расшириш свеста, ќе станеш помоќен, ќе станеш по-богат човек, или ќе се обидеш да ја заобиколиш пречката со неетични методи што ќе те спушти надолу. Луѓето што се обидуваат да ги заобиколат пречките, всушност си клаваат самите сопка себе си. Уште поголема. А како да се одбегне влијанието на лошите идентитети? Секој идентитет што носи нерастење нагоре е лош идентитет. И тоа се одбегнува со една работа проста што се вика каење и простување. Две работи всушност се каење и простување. Гледаш дека си во лош идентитет, се покајуваш, велиш аха, овој идентитет мене ми донесе штета, се покајувам и го жртвуваш идентитетот. Разбирањето на поимот жртвување е од есенцијално значење. Црквата зборува за тоа, Библијата зборува за тоа, сите верски книги зборуваат за жртвување. Меѓутоа многу погрешни концепти ги следат и луѓето мислат дека жртвувањето е страшно. Не, воопшто не е страшно, тоа е преубав процес. Жртвуваш стари идентитети, фрлаш стари улоги во интерес на нови. Така. А што представува вештината на наблюдувањето? Вештината на наблюдувањето значи да извршиш анализа, осознавање, давање на име на една појава и соодветно да поставиш основите за справување со таа појава. Наблюдувањето е нешто многу важно. Во денешно време многу будисти, многу модерни учења зборуваат за точно за тоа, се вика полносвесност. Значи, доколку ние го наблюдуваме светот полносвесни, ние цело време одгоре од универзалната свест ќе црпиме податоци како да се справиме со сите можни проблеми што ги имаме. Меѓутоа, за таа полносвесност потребна е фокусираност, потребно е следење на својот пат, својата цел и својот интерес. Многу важна работа, интерес. Да луѓето бидат мотивирани да имаат интерес. Секако. Интересот, свеста за интересот ги мотивира и им дава ентузијазам. Човек без ентузијазам не знае ни каде е, ни зошто е, ни која е неговата цел, која е неговата игра, ништо не знае. Тој само знае дека треба да преживее, на ниво на тело се однесува и се работи цело време околу секс, јадење, пиење и по некоја техножурка. Тоа е погубно. А што се тоа комплементарни цели? И кои и како стигнува до нив? Комплементарна цел е кога целта на остварувањето на целта на едниот играч е остварува целта на другиот играч. Се стигнува до нив преку учење на етика, преку учење на богочовечност, она што јас го викам богочовечност, и тоа е тоа, проста работа. Кои се 4 правила за добро однесување? Ова добро однесување во наводници. Па има повеќе правила на добро однесување. Првото е сочувството, разбирањето на човекот дека оној другиот човек што го гледаме пред нас сме самите ние. Значи, ако тоа го разбереме, ако разбереме дека зад маската на човекот што ја гледаме пред нас стои една прекрасна душа, тогаш ние ќе знаеме дека истата таа душа што ја носиме ние, ја носи и тој. Ме разбирате? Значи, тоа е од тука, тргнувајќи од таа позиција, човекот не може да биде лош. Втората работа е љубезноста. Третата работа е нежноста. Ме разбирате? Ние сме соочени постојано со состојби во кои луѓето едни други се малтретираат за да покажат кој од кого е поголем. Нема таква работа. Сите луѓе се еднакво моќни, само има луѓе што се потиснати долу до степен да се немоќни.
И тие немоćните треба да им се помогне да се кренат нагоре, затоа што сите ние сме едно. Што е според тебе его? Его е збирот од идентитети што го носиме, збирот од нивните потреби и од идеите нивни што би требало човекот да има. Значи, јас имам потреба од ова или од она и соодветно на тоа формирам разни идентитети со кои што се движам во играта на животот. Значи, идентитетите се тимски бои, идентитетите се улоги во театарската игра. Сватете ги како сакате. Идентитет, просто идентитет. Ме разбирате? Сега, егото е збир од тие идентитети. Доколку некој од тие идентитети не е комплементарен со другите, човекот се движи напред-назад. Затоа што обидувајќи се да оствари едната цел, тој ја урива другата. Сваќате? И доаѓа и пак е неисто. И пак е неисто и цело време вели, абе нешто не ми оди. Јас познавам такви луѓе, со просто само наблюдување, човекот постојано треба да се наблюдува сами од себе, наместо да наблюдува некои други работи надвор, да си го губи времето со глупости, тој треба да се наблюдува себе си. Дамите, односно припадничките на поубавиот пол, ти ги делиш во неколку групи. Ај прво да видиме кои се карактеристиките на оние што и ти ги карактеризираш како глупави жени. Јас не би ги нарекол глупави, би ги нарекол неинтелигентни, неинформирани и така натаму. Да, можеби таму употребив тој термин кој што е многу точен, меѓутоа сепак на ова ниво сега после неколку години од книгата малку ми е жал што сум го употребил. Како и да е, тие секој човек е глупав до степен до кој што не може да го осознае својот интерес. Значи, единствениот извор на глупавост е тоа. Доколку го гледа човекот интересот, целото знаење на универзумот ќе дојде да му помогне да го оствари. И позитивниот и негативниот. Сега паметната жена го следи својот позитивен интерес. А оваа другата? Негативниот. И кој каде стасува? Животот ни покажал дека доколку жената го следи негативниот интерес, например има сопруг кој што е ваков или таков или не знам каков, ќе стасат до дното на животот. Јас познам и такви жени, но истовремено познам интелигентни жени што внимаваат како се однесуваат, си внимаваат и на децата, и на професијата, и на семејството. Тие да прават добри проценки, а? Секако прават добри проценки. Разликата меѓу глупавоста и интелигенцијата е точно во тоа, во правењето проценки. А која е најголемата лага што треба да биде разоткриена? Има многу лаги што треба да бидат разоткриени, меѓутоа, што знам... Најголемата според тебе која е? Според мене најголемата лага што треба да биде разоткриена е дека ние сме ова што сме како единки. Дека најголемата лага е дека ние сме тоа што мислиме дека сме на овој свет сами и дека сите други се други. Ако успееме да сватиме дека ние не сме сами, дека ние сме другите, дека ние сме едно цело, така, тогаш ќе ја сватиме нашата богочовечност. И затоа животот секогаш ќе ни ги исправи пред нас сите негативни работи што ги сметаме за негативни, ги отфрламе и така натаму, само со една цел, да ги прегрнеме и да станеме едно со нив. Во поглавјето 14 на дамата, домаќинката и ВВВ стои поглавје за машките читатели. Што им порачуваш ним? Јас им порачувам на машките читатели да разберат дека кога бараат жената нивна да биде и дама, домаќинка и ННН, така, да треба и тие да бидат и љубовници, и витези, и богаташи, и ННН. Аха. Ме разбирате? Значи, секој според себе си има она што го носи за рака. Ајде сега да видиме за она мала приказна за принцезата и селанецот. Што сакаше да кажеш во неа? Тоа е многу убава приказна. Во приказните најчесто авторите на приказните зборуваат за селанки кои што се мажат со принцези, за селани што се мажат со принцези и така натаму. Тоа е најубавата манџа што егото сака да ја јаде. Тоа е идила? Да, идила, нацртана, прикажувана и така натаму и така натаму. Не постои тоа. Во животот не, тоа не постои, тоа го нема, туку секој според себе си има тоа што го има. Значи, секој според своите квалитети. Немојте да мислите, ќе видите некоја убава жена што носи некој маж покрај незе, да речеме со пониски квалитети, или некоја жена ја вели јас сум многу мирна, ама мажот ми ме скрши од ќотек. Немојте да мислите дека ако таа навистина се чувствувала добра, би седела со тој маж. Секој кој што проценува на база на страв, фрла камења на Бога.
Бог е тука да ни помогне цело време да се движиме нагоре. Доколку ние наместо на Бога да му веруваме дека сме слободни и дека сета моќ ќе ни ја даде само ако го следиме, веруваме на некој никаквец кој што не малтретира, тогаш кој ни е крив? И дали сме ние подобри од тој никаквец, условно земено, што не малтретира нас? Што сакаш да кажеш со карактеристиките на интелигентниот маж? Кои се тие негови карактеристики? Интелигенцијата е прашање на проценка. Интелигенцијата е прашање на наблюдување, на способност на наблюдување и на земање на позиција во однос на било која игра. Жените обожаваат интелигентни мажи. Мажите обожаваат интелигентни жени, но некогаш тоа не се гледа затоа што нам ни се чини дека неинтелигентен маж е интелигентен и неинтелигентна жена е интелигентна. Ме свеќате? Значи, нема човек што не сака интелигенција според својата и повисока, затоа што само покрај интелигентни луѓе можеме да растеме и да одиме нагоре. А дали секој може да биде интелигентен? Секој е интелигентен, меѓутоа е убеден дека не е. Значи, сите ние ја имаме сета сила на светов и интелигенција на располагање, затоа што интелигенцијата не седи во нас. Пред малку ти реков, книгите не ги пишувам јас не ги вадам книгите од умот. Книга од умот се вади кога човек препишува. А од каде ги вадиш твоите книги? Мене книгите ми доаѓаат исто како песните што им доаѓаат на композиторите, исто како што на сликарите им доаѓа платното. Секако нормално има сликари што препишуваат, композитори што копираат и така натаму и така натаму. Тоа се вика инспирација? Точно. Инспирација е точно она што ти диктира одгоре, од некаде доаѓа нешто. Често пати јас со жена ми се смеам, порано се случуваше тоа, ќе седнам да пишувам, ајде ден сега ќе пишувам, ќе напишам неколку реченици, ќе ги прочита случаи, вели ајде, дај вели, оди почекај да се отвори. Да се отворат кармите, а? Да. Зошто важните пораки во книгата за која што зборувавме на крај ги боиш со фосфорен спреј? Затоа што треба да бидат видени, затоа што од сета таа гужва на зборови време да се читаат, а? И ноќно и дневно и секогаш да се читаат, за да бидат видени, да можат луѓето. Имам желба, навистина имам желба, барем неколку луѓе да видам кои што имаат успех, кои што им помогнале книгите. За тие книги се сечат дрва, се фрла хартија, ме разбирате? Ајде да одиме малку по-конкретно. Во онаа втора книга за лажгото, лузерот и трите точки има едно прашање кое вели зошто луѓето толку многу го обожаваат оргазмот? Затоа што на телесно ниво, на вакво ниско ниво какво што сме ние во моментов, можеме единството со Бога да го почувствуваме само во моментот на оргазмот. Јас познавам еден човек кој што долги години медитираше по повеќе сати на ден и ми вели, она што ние го знаеме како оргазам, јас вели сум го доживел пута 10 по 20 зголемено во медитација, да, интензитет. Меѓутоа на обичните луѓе во кои што јас се приклучувам затоа што ни јас не медитирам нешто кој знае колку, единствено преку оргазмот ми е достапно тоа чувство на единство. И пак не знам дали е точно така, можеби и не е. Тука си дозволив малку шпекулација. Да не е тоа тајна на она што важи во природата воопшто, она што е малубројно и ретко е многу сладко. Да, веројатно како златото, платината и љубовта. Да, веројатно се работи за таа работа. Во кои две основни форми се јавува љубовта? Љубовта се најдува во една основна форма, меѓутоа јас ја разделувам за подобро разбирање како љубов и афинитет. Така? Разликувањето на љубовта и афинитетот, ги замолувам вашите гледачи ова многу внимателно да го слушнат. Разликувањето на љубовта и афинитетот се од фундаментално значење за разбирањето на светот. Афинитетот е само влечење, привлечност, сила на привлечност кон нешто со кое што треба да си играме во овој живот за да пораснеме. И тоа го имаме сите во нас. Например, јас имам афинитет кон пишување, порано сум имал афинитет кон музика, сега имам кон пишување и така натаму. Љубовта е разбирање. Кога ние ќе прегрнеме едно нешто со нашиот афинитет, кога ние ќе играме со тоа нешто, ние играме, го наблюдуваме, си играме со нештото, ние успеваме да го разбериме. Тоа е љубов. А кога се јавува добро познатото чувство на пеперутки што летаат во стомакот? Точно тогаш, кога го препознаеме нашиот афинитет. Нашиот афинитет секогаш се раѓа, се манифестира како пеперутки во стомакот. А какви се добрите, а какви се лошите семејства? Добро и лошо, јас би рекол адекватно и неадекватно. Добрите семејства се семејствата во кои што игрите се базирани на комплементарни цели,
децата гледаат родители што си играат убаво, а лошите семејства се создадени од луѓе што немаат чувство за одговорност. Всушност, одговорноста е она што го разликува добриот од лошиот човек. Подвлекувам, не постојат лоши луѓе. Луѓето се бескрајно добри, прекрасни луѓето се. Меѓутоа, заради намалување на свеста во текот на својот живот или од раѓање или од претходни животи, некои велат дека има претходни животи, јас не знам, некои луѓе доаѓаат со пониска свест на овој свет. Доколку влеземе во игра со луѓе со пониска свест, ние сме осудени да си играме лоши игри. А лошите игри водат по неуспех. Лошите игри водат кон наше спуштање. Буда вели, ако имаш некој подобар од тебе, оди со него, играј си со него. Ако немаш некој подобар од тебе, најди рамен со тебе, играј си со него. А ако не, оди сам, не играј. Така. Размената на идеи меѓу маж и жена заедно се нарекува комуникација, тоа е твој термин. Да. Низ кои појавни форми таа се одвива? Комуникацијата е прашање на истек и втек. Значи, Давање земање. Точно, давање земање. Значи, кога ќе рече некој имаме со овој човек давање земање, тоа значи имаме интеракција и комуникација. Фактички тоа е целиот процес на интеракција. Играта секогаш вклучува предмет на играта, како што е фудбалот, топка си ја подаваме, тебе мене, тебе мене. А зошто луѓето зборуваат за љубовта како нешто убаво, а таа во значителен број случаи им предизвикува болки и јадови? Љубовта предизвикува само радост. Неспособноста на разликувањето афинитет од љубов предизвикува јадови. Кога имаме афинитет кон нешто, а ние тоа не го добиваме заради нашето напинање, заради нашето заради нашата агресивна желба нештото да го имаме, универзумот не ни го дава. Затоа што универзумот не поднесува насилство. И тогаш доаѓаме до фазата на... Тогаш доаѓаме до Тома Здравковиќ и Ѓорđe Балашевиќ. И доаѓаме до фазата на кафани, на тажни песни и кршење чаши. Кршењето чаши, тагувањето и скрпта што луѓето ја чувствуваат, големата тага е најголемото фрлање камења на Бога. Затоа што Бог ни го дал животот да се радуваме, да влегуваме во интеракции. А не да кукаме поради него. А не да кукаме. Зошто ние кукаме? Затоа што ние сме се приврзале кон нешто, тоа нештото универзумот нормално не ни го дал, затоа што сме се обиделе со сила да го земеме. И сега почнуваме да пуштаме песни, така? Кога и поради што најчесто доаѓа крајот на љубовната игра? Кога ќе се исцрпат заедничките цели. Многу важно е за мажот и жената кои што се во љубовна игра на афинитетот, да имаат заеднички афинитети. Ако се исцрпат афинитетите, а тоа се случува за жал многу често во ситуација на незнаење, луѓето се разбудуваат наутро покрај тотален странец покрај себе в кревет, го гледаат и велат што јас правам со овој човек. А кога и зошто настанува прељубата? Точно тогаш кога човекот е жеден за игра, меѓутоа не може да направи игра со тој до него. Зашто му е странец, а? Затоа што не само затоа што му е странец, да му е странец е најмала работа. Има уште поголем проблем. Му направил 300 штети, тој не сака повеќе да се игра со оној другиот, затоа што овој неколку пати заиграл Валкано, ме разбирате. Тврдиш дека има 3 вида прељубници, мажи или жени се едно. Кои се тие 3 вида? Па тоа се прво прељубниците од одмазда, затоа што сакаат да се одмаздат за настаната. Да, има луѓе исто така што вршат прељуба затоа што си се родени така. И просто така не се можеби и не се ни родени така, го стекнале тоа како манир, значи лоша навика, тоа исто како хомосексуализмот, лоша навика. Јас тврдам одговорно дека хомосексуализмот и пушењето се едно исто. Не ја шириме темава. Не ја ширам, него кажувам лошите навики. Како и да е, за да не се прави драма околу тоа, ме свеќате? Так. И третата група на прељубници се прељубници од интерес, чисто кеш, продаваат тело и така натаму. Која е волшебната формула за мала или никаква љубовниот избор? Нажалост, сите бараат волшебна формула, бараат волшебно апче. Тоа волшебно апче, јас само би го кажал дека постои во форма на компетентност и способност за наблюдување. Човекот што е полносвесен, наблюдува работата, ја проценува работата и постапува. И пак нема никаква гаранција. А поради кои причини жените најчесто ги бркаат мажите од брачниот кревет? Затоа што не можат да ги смислат, затоа што жената сака компетентен маж.
А тој не е компетентен, да? И ако има жената некомпетентен маж, таа буквално не може. Прво почна да се плаши. Прво почна да се плаши за својата иднина и за иднината на своите деца. Затоа мажите ги терам да ги читаат моите книги за да разберат една работа дека мора да градат компетентност. И кога ќе изградат компетентност, жената ќе ги сака, семејството ќе ги сака, општеството ќе ги сака, ќе бидат сакани и полезни за сите. Што е тоа брачна проституција? Брачна проституција е кога жената седи во еден брак со маж кој што не го сака, туку седи од страв. Или заради неговите пари, а? Па точно заради неговите пари. А која е Нема афинитет. А која е тактиката што ја применуваат умните жени? Умната жена секогаш си го гледа интересот. Ја проценува играта, гледа кај е интересот, ги проценува играчите и гледа дали со тие соиграчи со кои што влегла во интеракција може да стигне на целта. А кои се мажите трупци? Мажите трупци се точно тие некомпетентните мажи што се всушност конфузните луѓе. Ме разбират? Мажите трупци ги создаваат нивните мајки, одма да ви кажам. Јас сум видел трупци и жени се жалале и секогаш тие имаат еден заеднички именител, доминантна мајка, конфузна мајка. Не дозволила синот да израсне природно во компетентен маж. Природно. Значи затоа јас велам, жените негувајте ги жените, во општеството жената треба да се негува затоа што само силната жена, слободната жена може да има квалитетен пород. Така, а зошто велиш дека брачните обврски се тажна реалност? Затоа што се обврски, секоја обврска е тажна реалност. Значи, луѓето не ги на сексот во бракот не го нарекуваат брачните задоволства, туку брачни обврски. Појдете било каде, например, на суд да видите кога има бракоразводна парница, жените велат не си ги извршуваше брачните обврски или мажот тврди дека жената не си ги извршува брачните обврски. Па природно, зошто да ги извршува кога се обврски, а тоа не би требало да е обврска, туку да е афинитет, да е љубов. Што значи обврска? Сега ајде ќе копаме бавчата, ме разбирате. Во оваа втора книга и во првата пишуваш во поднасловот прочитайте го она што не ве научиле вашите мајки. Да. За љубовта, сексот и лошите луѓе. Што значи ова? Тоа значи, тоа го напишав во втората книга, меѓутоа на корицата од втората книга напишав вистински лоши луѓе не постојат. Има само исплашени луѓе кои што ги скршил животот до степен да решат да прават штета на другите луѓе и да ги вовлекуваат во валкани игри. Но како и да е, тоа е нивни проблем, а наш проблем е да се заштитиме од влијанието на луѓето кои што немаат попаметна работа отколку да не вовлекуваат во лоши игри. Родителите најчесто тоа забораваат да ги тренираат децата затоа што се зафатени со други работи. И јас дадов скромен придонес во тој правец. Во една од твоите книги прочитав дека за телевизијата имаш многу лошо негативно мислење. Зошто? Јас немам лошо и негативно мислење. Телевизијата има своја функција за народот да Тоа знаете како, тоа исто како да речете дека ножот има лоша функција затоа што некој го злоупотребил. Така ножот служи за сечење леб, за сечење сирење и така натаму. Меѓутоа, во денешно време телевизијата се користи на најбескорисен начин, односно штетен начин за пополнување на времето кое што ние би го искористиле за себе во интерес на нашето самоизградување. Верувам дека немаш такво мислење за нашава телевизија, уште помалку за оваа емисија, нели? Напротив, вашата телевизија не прикажува турски серии, ниско емотивни такви работи и затоа го немам тоа мислење за вашата телевизија и затоа се е релативно. Меѓутоа, човек треба многу да внимава каде се врти, од кого црпи инспирација, и од луѓе, и од телевизии, и од разни извори, затоа што она што го гледаш, тоа е. Гледаш ли добро, добро ќе биде. Гледаш ли лошо, лошо ќе биде. Погледнете турски серии на телевизија, солзи со корита и со кофи, солзи. Зошто? Во име на што? Малку ли ни се нашите лични солзи, па и туѓите да ги гледаме? Луцовски, времето на оваа емисија протече со светлосна брзина. Нели? Толку беше инспиративен разговорот, се надевам дека моите прашања беа. Милане, фала, јас навистина имав задоволство да со компетентен новинар во еден динамичен разговор, така како што посакав, помина емисијата. Почитувани гледачи, ова беше ТВ интервјуто на телевизија Сонце со мојот и ваш пријател Валентино Лауцовски. Валентино, уште еднаш благодарам. Милане, благодарам, ги поздравувам сите ваши гледачи, им посакувам се најубаво, им посакувам полносвесност, да изградат полносвесност и да ја осознаат својата богочовечност. Оваа порака нека биде за одјава, ви посакувам секое добро и се гледаме во следната прилика. Довидување.